Граѓанската иницијатива Аман најави дека утре ќе ги поднесе до собранието 13.000 потписи со кои бара враќањето на ефтината струја и на тарифата ефтина и можноста граѓаните кои не користат парно да не го плаќаат. Со мене е Джелал Хоџич од иницијативата Аман. Имате 13.000 потписи, утре одите во собрание. Очекувате ли дека во овие услови, во овие констелации политички, вашата иницијатива ќе стаса на дневен ред со оглед на тоа што е законски имате 13.000 потписи? Законски должни се во рок од 30 дена да стават иницијативата на дневен ред. Тоа е според законот, според кој ние ги собиравме повеќе од 10.000 потписи. Имаме 13.000 потписи и во рок од 30 дена собранието е должно според закон да расправа за враќање на дневната ефтина тарифа и за укинувањето на плаќање на луѓето кои не користат парно, да не плаќаат парно. Тоа е законски така регулирано и они ќе бидат приморани тоа да го направат, и сега како ќе гласаат останува да видиме. Значи, сигурно е дека ќе мора да се најде дневен ред на собранието. Да. Таков е законот за референдумчина. Но тоа не ги обврзува да гласаат за промена на која вие барате. Тоа не ги обврзува да гласаат за, значи мора да се расправа за промена на законот на енергетика, а баш би сакал да видам кој тоа нема да гласа. А зошто мислите дека некој не би гласал? Зошто мислите дека парламентарното мнозинство би го променило мислењето заради вашите 13.000 гласа? Затоа што не бараме многу, бараме нешто што е користено со децении, дневна ефтина тарифа, и бараме нешто што го нема никаде во свет. Замислете вие да не користите нешто, а да плаќате. Каде тоа го има во светот да некој не користи нешто, а мора да плаќа? Значи, бараме нешто што е сосема нормално и баш би сакал да видам од тие пратеници што се сега во собранието, кој тоа не би гласал да ги поддржи овие предлог измени, кои го имаат и легитимитетот на народот и се собрани над повеќе од 13.000 потписи. А што мислите, зошто пратениците би обстоеле на таква мерка и зошто воопшто донеле против волјата на 13.000 се подпишани, а веројатно има уште многу кои исто така сметаат дека таа мерка не е баш правилна, бидејќи ги погаѓа директно во џебот? До сега ова било регулирано со правилници и регулаторната комисија за енергетика е таа која ги донесе поскапувањата. И ние сега бараме, за да не може така преку ноќ правилниците, за кои нити знаеме на кој начин се донесуваат, нити некој најде за сходно додека протестиравме да објасни како се регулира цената на парното, струјата, бензините. Ние сега бараме тоа, барем овие основни две барања, ама имаше повеќе барања. Имате ли некое објаснување од некого кој ви рекол, луѓе, ве разбираме, но мора да се направи ова заради X причини? Не, туку апсолутно не игнорираа сите овие 7-8 месеци. Замислете, ние протестиравме... Прием пробаравте? Ние протестиравме пред регулаторна комисија. Да, но дали баравте прием да се видите со нив? Баравме прием во собранието да присуствуваме на интерпелацијата на председателот на регулаторната комисија. Законски го имавме тоа право, председателот на собранието не ни дозволи. Имате образложение зошто не бевте примени? Не. Никакво образложение? Никакво. Уредно. Законски е обврзан да ве прифати. Да. Без база на што е обврзан да ве прифати? Зошто? Па секој граѓанин има право да ги следи парламентарните седници. Тоа се таму народни избраници и кога има простор, а тоа беше најавено со помош на Хелсиншкиот комитет, според кои членови мораат да не примат, едноставно не одбија без никакво образложение. Регулаторна. Протестиравте кај нив, баравте ли прием да прашате зошто е нужно да се носи таков закон? Објаснување. Значи, со помош на Хелсиншкиот комитет, они открија 13 од 15 последни поскапувања дека се незаконски. Ние укажавме протест, они беа должни да реагираат на сето тоа. Значи, ние укажавме, побаравме да се произјаснат, останаа глуви. Значи, муабет нема? Нема муабет, едноставно игнорираат се. Утре ќе ги однесеме тие 13.000 потписи во 2 часот во собрание, ќе имаме еден протестен марш и ќе ги предадеме тие потписи, да видиме дали ќе останат глуви, а законски мораат да го стават на дневен ред и во собрание. Ваша предпоставка со оглед на искуството? Да ви кажам вака, јас немам никакви очекувања, затоа што 7 месеци бевме максимално игнорирани. Наша должност
е спрема луѓето кои се потпишаа да ги предадеме тие потписи во ова собрание вакво како што е без опозиција. Жело, ако ништо нема, ова нема промени, што понатаму со Аман? Што понатаму, значи... Обекти се обесхрабрите или... Не, значи ова е една успешна граѓанска иницијатива, прва непартиска. Успешна е ако се променат работите, Жело, не, да бидем искрени. Не, вака сега успешна е во иницијативата не може да менува закони. Значи ние не можеме да одговараме за некој што не е одговорен. Успешна е иницијативата затоа што укажавме на незаконски поскапувања, укажавме дека работите не се како што треба, собравме повеќе од 13 потписи, нашиот дел е успешен. А дали ќе продолжи да нема слух, ние ќе продолжиме на различни начини да действуваме. Тоа ме интересира. Да. Што ако бидете одбиени? Ќе го дестимулира тоа оваа граѓанска иницијатива или ќе ја стимулира дополнително? Не, значи напротив, активистите кои се тука, кои се значи ради општото добро, тие ќе продолжат да бараат начини како да артикулираат и понатаму. За крај ме интересира нешто, од чија страна сте? Има многу спекулации дека сте под влијание на ВМРО, па артикулирате некакво незадоволство, и од друга страна дека сте под влијание на СДСМ и го стимулирате опозицијското расположение. Видете вака, ние сме независна граѓанска иницијатива. Значи, потполно бевме непартиски. За жал, провладените медиуми не залепија етикети, не истуркаа на некоја страна. Институциите, не знам колку сте информирани, дел од активистите на Аман има и закани. Полицијата остана глува, не реагираше, осамнуваа постери на кои сме етикетирани дека сме опозиционери. Значи, ние сме независна граѓанска иницијатива. Не сме под ничија. Има ли луѓе кои се инфилтрираат кај вас по партиска директива? Сега не би можел да тврдам ништо такво. Значи, граѓанската иницијатива беше хоризонтална иницијатива. Сите беа еднакви, немаше воџа, немаше лидери. Имавме големи дебати секојдневни пред спомен куќата на мајка Тереза. Бевме отворени за сите кои сакаа да ни се приклучат. Не има од сите партии, од сите политички убедувања, не има, значи ова е граѓанска иницијатива која е надпартиска, наднационална, надверска. Значи едноставно е граѓанска иницијатива која не може политичките партии да ја злоупотребат. 13.000 потписи не се ни малку. Тоа е овозможува и места во парламентот доколку има избори. Размислувате ли, ако кога би имало избори, би се кандидирали на некои листи како движење? Не. Граѓанската иницијатива Аман е формирана строго поради случувањата, поскапувањата на струјата, парното и бензините. Луѓето тука што се доста различни и по политички убедувања и по Значи останувате на... Да, остануваме тоа што сме. Индивидуално секој би можел... Дали ќе имате друга... Како Аман не. Значи... Друга акција граѓанска од овој тип? Планирате ли? Па веројатно. Веројатно. Значи тука се има доста активисти кои делуваат, некои се познаваат уште од Мартин Нешковски случувањето. Да. Значи од таа иницијатива, од Заедно за мир, и тоа е еден природен процес, тоа е еден показател дека иницијативите кај нас се будат. И сега уште еднаш да ви кажам зашто се успешни тие иницијативи. Замислете да немаше иницијативата за Мартин Нешковски полициска бруталност, тоа убиство немаше никогаш да биде откриено. Тоа е успехот. Ние да не бевме од Аман, никој немаше да знае дека незаконски се поскапувала струјата. Океј, Џо, ти благодарам за разговор. Ви благодарам на вас и ви посакувам многу успех. Тоа беше Џелал Хоџич од Сдруженијето Аман, кое утре во собранието ги предава 13.000 потписи со барање да се промени законот за енергетика, да се врати назад ефтината струја и граѓаните кои не користат панно да не го плаќаат.